Утрински стихови од Библијата. 26 септември. Посветеноста на Мојсей. Преку вера Мојсей, кога порасна, одби да го наречуваат син на фараоновата керка. И со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на гревот. Зашто хулењето на Христа го сметаше за поголемо богатство од египетските богатства, зашто ја имаше предвид наградата. Евреите 11, 24-26. Мојсей имал способности да заземе истакнато место меѓу великаните на луѓето на земјата, да блескоти на дворовите на тогаш најславното царство и во своја рака да го земе жезолот на неговата сила. Со својата интелектуална големина, тој ги надминува големите луѓе на сите времиња. Како историчар, поет, филозоф, војсководител и законодавец, тој е неспоредлив. Меѓутоа, иако сето тоа стоело пред него, тој сепак имал морална сила да ги одбие примамливите изгледи за богатство, чест и слава. И повеќе сакаше да страда заедно со народот Божи, отколку да има привремена гревовна наслада. Мојсей бил поучен дека наградата на крај ќе им биде доделена на понизните и послушни Божи слуги. Па во светлината на тоа знаење, земната добивка загубила секаква вредност. Величествената палата на фараонот и престолот на монархот му беа понудени на Мојсей како мамка. Но тој знаеше дека во дворовите на владетелот се криеа грешни уживања, што прават луѓето да заборават на Бога. Тој гледаше подалеку од раскошната палата, подалеку од круната на владетелот, кон високите почести што ќе им бидат дадени на светиите на Севишниот, во царство неосквернето од грев. Тој со вера видел нераспадлива круна, што царот на небото ќе ја стави на челото на победникот. Таа вера го повела да се сврти од господарите на земјата и да се придружи кон понизниот, сиромашен, презрен народ, кој избрал да му биде послушен на Бога, наместо да му служи на гревот.